Почитувани, во моментов се случува скандал. Во моментов се одвива изборен криминал на организиран начин. За тој криминал има и докази. Еве ги доказите. Ова е една аудио снимка која што беше доставена до нас, во која што СДСМ го прекршува молкот и ги насочува избирачите како да постапат. Па да слушнеме, предлагам да слушнете и самите. Ало, добар ден. Да, кажете. Се волам централниот штаб на СДСМ. Добро. Доколку се уште не сте излегле да гласате, мало почитување да излезете да гласате. Ама ние да гласаме и да не гласаме, ние не сме добиле ништо од партијата. Добро, тоа е ваш избор. Значи ние што ќе добиеме? Ништо. Едни исти добиваат, ние џабе само за гласање. Добро. Пријатно, имајте убав ден. И самите можете да видите како се одвива ова криминална агитација и самите разбирате дека за потребата од тоа што се изменети гласовите, оригиналните гласови кои што ги поседуваме помеѓу, односно снимените во овој разговор. Почитувани, освен оваа снимка во текот на вчерашниот и денешниот ден се испраќаат и СМС пораки од телефонскиот број 071 290 116. Јавното обвинителство мора уште веднаш да постапи и да утврди кој го поседува овој број, но и бројот 075 232 352 и уште неколку други броеви и да се извади листинг каде биле испраќани пораки и кај кого се била вршена агитацијата. Постојат сериозни сомнежи за сторено кривично дело по член 160 од Кривичниот законник, кој што гласи повреда на слобода на определување на избирачите, за кое што е запишана и казна во време траење од најмалку 3 години. Почитувани, СДСМ и криминалниот картел на власт телефонски присилуваат луѓе на гласање со закани и уцени. Во време на молк преку организирани телефонски кол-центри се врши притисок врз граѓани и им се даваат насоки како да постапат. Ова е класична злоупотреба на нивното гласачко право. СДСМ е до толку очаен што дури и лажно се представуваат и даваат насоки и на членови и активисти на ВМРО ДПМН во име на ВМРО ДПМН. Од непознати телефонски броеви се пуштаат СМС пораки до членови и симпатизери на ВМРО ДПМН да излезат на гласање на овој референдум. И истото се прави од име на ВМРО ДПМН, како што можете и да видите зад мене на фотографиите. Дека наводно бил постигнат некаков наводен договор и дека партијата наводно бара членовите да гласаат на референдум. Ова не е насока на партијата ВМРО ДПМН, бидејќи како што е веќе познато, партијата има став секој член да одлучи сам по сопствено убедување како да постапи во однос на референдумот и капитулантскиот договор. Ова представува незаконско агитирање во време на изборен молк и кривично дело лажно представување. Според нашите неформални информации, телефонските броеви од каде што се пуштаат ваквите СМС пораки и од каде што се јавуваат се регистрирани на адресата на штабот на СДСМ на Бихачка, поточно на Павел Шатев. МВР е должно да го даде точниот одговор. Почитувани, на организиран начин во време на изборен молк од кол-центри на СДСМ луѓе активисти на оваа партија контактираат граѓани и бараат истите да излезат на гласање. Значи имаме злосторничко здружување со цел незаконско агитирање во време на изборен молк. Почитувани, предводена од СДСМ, оваа политика денеска доживува дебакал, свесни дека нема да помине овој штетен и капитулантски договор, власта прибегнува кон очени методи. Власта предводена од Зоран Заев доживува дебакал и го покажува своето вистинско лице. Тоа е криминално и злосторничко лице. Ова ли се европските вредности за кои Заев се залага? Вака ли сакаат да го протнат капитулантскиот договор со манипулации и кривични дела? Целата немок на власта пука, а до израз доаѓа волјата на народот. Заев мора да ги тргне рацете од народот и да остави слободно
и по сопствено убедување народот да одлучи како да постапи. Ниту еден притисок, ниту една закана нема да помине. Народот одлучува, Македонија ќе победи. Ви благодарам.